почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитуван заменик министер, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е предлог на Законот за попис на населението, домакинствата и становите во Република Македонија 2021 година. Според Државниот завод за статистика, пописот е најобемно статистичко истражување во однос на единиците што се потпишуваат и така натаму, но внимавајте. Статистиката е дел од математиката. Така да некој ако е скаран со математиката и се надева дека преку статистиката ќе спроведе политика, тоа е абсурд. Математиката ќе ви ја извади секоја манипулација на виделина, затоа што имаме 21 век, многу софтверски решенја, било која база на податоци може да се вкрсти и така натаму, па тука нема сомнеш дека статистиката ќе помогне за некоја политичка цел. На територијата на Република Македонија првите попишувања се јавуваат дури од 15 век. Имаме попишувања според руски и француски податоци од 19 век, официјални пописи 48, 53, 61, 71, 81, 91 прекинат, 94, 2002, 2011 прекинат. Во моментот располагаме условно со податоци од 2002 година, кој попис е оспоруван и политички и стручно, пред се стручно затоа што не се добиени податоци за резидентното население во Република Македонија и тие податоци што се добиени воопшто не користат за статистички анализи. Ќе одам сега конкретно на законот. Поглавје 1, општи одредби. Нема поимник, нема методологија за попис во текстот на законот, но во член 5, точка 3 стои: пописот ќе се спроведува со употреба на персонален компјутер, на посебна апликација и така натаму. Сега поставам прво прашање. Каде ќе се потпише лицето кое е предмет на пописот? Второ прашање. Каде ќе се потпише лицето кое потпишува? Трето прашање. Колку граѓани во Република Македонија имаат електронски попис за да тоа може да го направат електронски? Абсурдно е решењето кој може да попише лице во негово отсуство. Член 8.1. За лице кое е на привремена работа или престој во странство, податоци од член 10 од овој закон ги дава полнолетно лице на кој најмногу му се познати, при што се дава единствен матичен број на граѓаните за тоа лице кое дава податоци и единствен матичен број на граѓани на лице за кое се потпишува. Некој што те познава, тоа е безмалку секој. Дополнително не е објаснето каков прилог на документи за идентификација, полномоштво и така натаму треба да се приложи за да потпишете некого. Јавно прашувам, кој ќе одговара за погрешно внесените податоци во пописот? Ако се случат, а веројатно ќе се случат такви, лицето кое е предмет на потпишување никаде не се потпишува. Никаде нема доказ дека дал веродостојни податоци. Лицето кое потпишува никаде не се потпишува, нити некој му се потпишува за веродостојноста на податоците. Значи, слободно може да внесе грешни податоци. Побаравме читач за отпечаток на прст, одбивте. Со ова одбивте да се спроведе колку толку реален попис и одбивте опозицијата да биде активен чинител на пописот. Дополнително ги одбивте сите амандмани од опозицијата и со тоа ја злоупотребивте нашата добра волја да организираме фер попис. Ако сакавме да блокираме, ќе поднесевме 100.000 амандмани и ќе се обидувавме детално, прецизно, на време, колку што ни е потребно. Вака одговорноста денес морално, но еден ден, ако се случат проблеми со пописот и кривично, ќе одговарате вие. Добро знаете кој и како, но некој денес има лошо искуство со овие работи, но тоа е друга тема. Ќе се навратам пак околу законот, поглавје 2. Единици кои ќе бидат офатени со пописот, член 6.1 лица.
Со пописот се подпишуваат државјани на Република Македонија, кои имаат живеалиште или престојувалиште во Република Македонија, без оглед на моментот дали се наоѓаат во РМ или странство. Сега јавно поставам уште едно прашање, нешто што е многу битно. Со оглед на тоа што влезен параметар во пописот е државјанството, согласно Закон за државјанство на Република Македонија, член 23, кој гласи, цитирам: државјанството на Република Македонија се докажува со важечка лична карта и патна исправа. Став 2. Државјанство на Република Македонија се докажува со уверение за државјанство на Република Македонија, која е врз основа на евиденцијата во смисла на овој член, на член 22 став 1 од овој закон го издава МВР. Јавно прашувам, дали свесно го кршите законот за државјанство? Затоа што во член 8 од овој закон за кој расправаме денес, стои, цитирам, еднаш го цитирав уште еднаш: лице кое ќе биде подпишувано, не е присутно во државата, може да биде подпишано само со единствен матичен број. Тоа е во коализија со законот за државјанство. Дали свесно го кршите законот за државјанство? Немам потреба повеќе да го коментирам законот, и оваа се доволни контрадикции кои може да се случат. Тоа што вие го барате од пописот, вака како што е предложено, значи со едно ентер, вие имате податоци за лицата кои имаат матични броеви. Меѓутоа, што е проблемот? Проблемот е што таа бројка статистички е тотално неупотреблива. За статистика, за да може да планирате, на вас ви се потребни резидентно население, тоа е домашно население кое живее во Република Македонија. Со тоа што резидентното население не е основен предмет на законот, сигурно ќе настанат проблеми. Сега се предлага хибрид, значи имаме податоци колку луѓе имаат матични броеви во Република Македонија. И по белиот свет нормално, некои се отсутни и 40-50 години и нив ќе ги подпишуваме, не се стапнале во Македонија. Не бараме резидентно население, затоа што тоа не е предмет на пописот. И на крај што добивме со овој закон? Пазар на интереси. Почитувани граѓани на Република Македонија, пописот не е пазар, тоа е статистичка операција која треба да даде точни и веродостојни податоци за состојбата со резидентното, присутните домашното граѓанство на Република Македонија, домаќинствата, становите и така натаму. Без тоа, џабе фрлате пари, џабе глубиме попис. Без попис на резидентните граѓани на Република Македонија ќе имате многу нелогичности во државата и во планирањето. Дел од податоците, цитирам, од Тим Џуда, дописник на британскиот економист. Знаете, хибриден режим. Од таму доаѓа, од економист. Под еден, сосема е едно да имате 2,07 милиони жители, попис 2002, кои живеат во државата, или имате 1,5 милион жители, колку што лично тврди, пазете, Апостол Симовски, директор на Завод за статистика. Ке видиме која бројка ќе излезе на крајот. Парадокси. Според овие податоци кои ги имаме, кои ќе направите стапка на наталитет во Република Македонија 2018 година, таа изнесува одвај 1,42. Во Полошкиот регион 2018 стапка на наталитет 1,17. Невиден абсурд. Тоа е тоа што сакам да ви го кажам. Математиката ќе ви ги изнесе на виделина сите нелогичности од тоа што ќе спроведиме лош попис. Лош попис е и пописот од 2002 и затоа не се јавуваат овие работи. Водиме статистика за работоспособно население, а бизнисот тврди дека недостасува работна рака во Република Македонија. Немаме јасна представа за големината на бруто домашниот производ по глава на жител. Не можеме да зборуваме за правилен регионален развој. Не можеме да зборуваме за планирање на здравствена политика.
Почитувани, уште една реченица. Македонците, албанците, турците, ромите бегаат од државата, а ние мижеме, лажеме и манипулираме, па и со пописот. Благодарам. Благодарам и вам.